Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе гледате повеќе содржини кои што го одбележаа големиот христијански празник Великден. На Велики четврток, основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево традиционално го организираше великденскиот хепенинг, кој што и оваа година беше масовно посетен. Од овој хепенинг ние припремивме една кратка репортажа, а разговаравме и со директорот на ова основно училиште, господинот Орце Наумовски. На втор ден Великден пак во организација на Светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, исто така беше организиран традиционалниот надпревар во најубаво великденско јајце, најубава великденска торта, најубава великденска погача и најубав великденски цртеж, а исто така имаше надпревар и во најако великденско јајце. Исто така на втор ден Великден, традиционално, Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево го организираше великденскиот концерт на истоименото друштво кое што работи при оваа национална установа Кочо Рацин, кој што исто така беше масовно посетен и од страна на овој концерт имате можност да проследите кратки инсерти и се надевам дека ќе ја доловиме таа атмосфера која што ја имаше во преполната сала. И за крај на ова издание на Акцент ќе проследите како помина и работилницата со фокус група, која што беше во организација на Сдруженијето за развој на млади роми и ромки преродба од Кичево и Сдруженијето на бизнис жени од Република Македонија, а беше тема за економската инклузија на младите ромки од општина Кичево. Акцент започнува. Следете не. Во пресред на големиот христијански празник Великден, во холот на основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево, по седми пат се одржа великденски хепенинг. Големиот број на штандови беа преполни со детски изработки, уметнички дела и ракотворби, изработени од вредните раце на учениците, а тука беа и вкусните традиционални јадења, што го символизираат овој ден, изработени од родителите и наставниците. Креативноста и овој пат дојде до полн израз. Сите изработки и јадења на свој начин асоцираа на големиот празник Великден, пренесувајќи своја порака. Организатори на овој настан се учениците и вработените во училиштето со поддршка на Советот на родители. Благодарение на оваа соработка, великденскиот хепенинг и оваа година имаше голема посетеност. На радост на учениците од основното училиште Кузман Јосифовски Питу и оваа година традиционално се одржува великденскиот хепенинг и тоа токму во просториите, односно во големиот хол на ова основно училиште од Кичево. Целосната организација е од страна на Советот на родители при ова основно училиште, наставничкиот совет и секако и самите ученици. Мој соговорник во ова издание на емисијата Акцент е директорот на основното училиште Кузман Јосифовски Питу, господинот Орце Наумовски. Директоре, нека се за многу години великденските празници. Вие како и години наназад чинам дека е ова веќе седми пат успешно ја организирате ова, можам да речам навистина голема манифестација. Нашите гледачи можат да забележат колку заинтересираност и колкава е посетата од страна и на ученици, и на родители, па можеби и на други заинтересирани наши граѓани. Како течеше организацијата околу годинешново издание на великденскиот хепенинг? Организацијата на великденскиот хепенинг ние ја планираме уште на почетокот на учебната година. Значи е внесена и во годишната програма за работа, бидејќи не ни е прв пат, во право сте рековте дека по седми пат се одржува овој великденски хепенинг и на наше задоволство, како што и самите гледате, доста сме посетени како и секоја година, така да подготовките не ни беа некој поголем проблем, бидејќи сме задоволни од соработката со родителите. Исто така и учениците, имаше голема заинтересираност
А исто така би напоменал дека веројатно оваа радост кај присутните носи и самиот ден, најголемиот наш празник Великден. Така, овој ден кога започнуваат тие големи великденски празнувања, почнувајќи од Вели четврток, сигурно дека, како што и самите рековте, будат голема радост кај дечињата, кај возрастните и кај секој оној кој што го празнува овој празник. Вие изминатите години преку овој великденски хепенинг, оние средства кои што ќе се соберат од страна на сите оние кои што се денес активни на штандовите, каде што секој може да купи било што од тие изработки великденски, тие средства секогаш ги наменувате за потребите на основното училиште. Како ќе биде оваа година, што планирате со оние средства кои што ќе бидат обезбедени од страна на овој великденски хепенинг? Како и секоја година, средствата што се прибираат од експонатите што се изложени на штандовите ги користиме за тековните потреби на училиштето, па така и оваа година исто без разлика колку средства ќе се соберат, секако ќе бидат наменети за нашите потреби што се планирани, а некои непланирани, значи успеваме да ги задоволиме нашите потреби. Така, уште еднаш ќе напоменам дека организацијата од страна на Советот на родители, Наставничкиот совет и учениците, навистина среќни се лицата долу во ходникот кои што зедоете активно учество во овој дел на великденскиот хепенинг. Ајде да позборуваме нешто околу самото училиште. Има голем број на ученици, можам да речам едно од поголемите училишта овде во нашиот град. Како се одвиваат тековните работи уште 2,5 месеци од прилика до крајот и на оваа учебна година? Па да, во право сте, нашето училиште е второ по број на ученици во општина Кичево. Во моментот имаме 725 ученици. И повторно ќе нагласам дека без соработката на родителите тешко дека ќе може да се заврши некоја планирана работа. Значи им благодариме на родителите за нивната посветеност и добрата соработка што ја имаме со нив. Нашите ученици исто така секојдневно се вклучени во различни активности. Еве оваа година, иако при крај на учебната година, меѓутоа тој проект веројатно ќе заживее, бидејќи и другите училишта го прифатија во општина Кичево за собирање на отпадна пластика, а потоа понатамошно нејзино рециклирање со што би ја заштитили животната средина. Така, основното училиште Кузма Јосифовски Питу години наназад секако дека успешно учествувате и во таков тип на проекти и на домашна сцена, меѓутоа многу се примерите и на оние проекти во кои што сте зеле учество и надвор од државата, и тоа успешно. Од ова училиште досега навистина излегле образовани кадри кои што понатаму зазеле видни позиции во општественото и севкупно живење во нашата држава. Се надевам дека ќе продолжите успешно да го водите и понатаму ова училиште, се разбира заедно со сите вработени кои што ги имате тука и со голема помош, како што самите рековте, и на родителите, дека и понатаму основното училиште Кузма Јосифовски Питу ќе дава навистина солидни кадри во понатамошниот тек на животот на самите ученици. Па ние се надеваме дека и во иднина ќе продолжи традицијата на основното училиште Кузма Јосифовски Питу, бидејќи да не заборавиме и да се потсетиме, од ова училиште излегле околу 20 доктори на наука, дел од нив се починати, дел се живи и работат на универзитетите ширум нашата земја, така да може да се пофалиме со добри кадри што ова училиште ги обезбедува за нашата држава. Директоре, ви посакувам многу успех во понатамошната работа и среќни великденски празници. Ви благодарам и вас на присуството, ми беше задоволство.
Настанот предизвика голем интерес кај учениците, родителите и жителите на Кичево, кои масовно го посетија хепенингот и буквално немаше посетител да го напушти училиштето без да купи од великденските изработки. Добар ден, Добар ден, како се викаш? Виктор, Кој одделение си? четврто. Овде си на великденскиот хепенинг, што овде имате вие на вашата маса? Тука имаме торти, колачи, јајциња. Тоа се изработено од страна на вашите родители, така? Да, Продадовте се или има уште? имаше мало. И како е, интересно е? Интересно. Ти како се викаш? Јас се викам Матеј, Кој одделение си? четврто. Имаш петки? Да, Колку? по сите предмети. Браво. Великденскиот хепенинг ти се допаѓа? Да, Дали знаеш што е Великден, кој празник? знам. Денот кога воскреснал? Да, Добро. Овде на оваа маса имавте многу изработки. Што донесе ти овде за продавање од страна на твоите родители? јајциња. Јајциња ги продадовте сите? Да, Браво. На великденскиот хепенинг овде во основното училиште Кузман Јосифовски Питу во Кичево присутни се и представници на Црвениот крст од овој град. Веднаш до мене е Елена, како представник од Црвениот крст на Кичево. Елена, здраво, и која е вашата улога денеска овде на великденскиот хепенинг? Пред се би посакала честит празник на сите христијани од христијанската вера. Денес нашата задача е да собереме парични средства за семејство од Осломе, кои ќе ги донираме бидејќи нема доволно приходи и сакаме да помогнеме за тоа и така. Така, мислам дека ова е една убава можност тоа да се направи, бидејќи сепак тука има голем број на присутни на овој хепенинг. Може ли еве да се подсетиме, вие имавте и претходно и други активности за собирање средства за ова семејство, може ли еве да се подсетиме? Да, секако направивме и голем хуманитарен концерт од игрорни друштва. Исто така за 8 март продававме честитки за 14 февруари денот на влюбените. Исто така имавме на плоштад штанд на кој продававме изработки од децата со посебни потреби, за кои паричните средства исто така ги дониравме за ова семејство од село Осломе и за кои му се потребни паричните средства кои ги нема. Ти благодарам што одвои време и посакувам успешна работа. Ви благодарам и на вас. Собраните средства и оваа година ќе бидат искористени за набавка на потребни материјали со кои ќе се подобри наставниот процес во училиштето. Во изминатите години, како што истакна Наумовски, со собраните средства беа набавени нови лектирни изданија, професионален фотокопир, разглас за училиштето, инвентар и други потребни средства. Ваквите настани, наставниците и родителите секогаш ги поддржуваат, остварувајќи преку нив и поблиска соработка за унапредување на наставно-воспитниот процес. Во организација на Светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, на втор ден Великден по 12 пат се одржа традиционалниот избор на најубаво великденско јајце, најубава великденска погача и торта, како и најубав великденски цртеж. И оваа година вредните кичевчанки по повод Христовото воскресение Великден во голем број се пријавија да учествуваат на изборот, при тоа секоја со своите креативности да освои што повеќе симпатии кај жирито кое одлучуваше при изборот на најдобрите. Во празнична атмосфера, во просториите на трпезаријата на храмот, беа присутни сите учеснички кои своите изработки ги има истакнато со шифри, се со цел изборот на најдобрите од страна на жирито да биде што пообјективен. Учеснички на настанот беа од Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кичево и клубот на пензионерки од Кичево. Христос воскресе! Почитувани од понежниот пол и учесници на ова великденска дружба, еве, скоро уназад правиме напори да се организираме, да направиме еден надпревар, едно дружење на еден начин да се собереме со тоа што имаме активности околу празнувањето на Великден, Воскресението Христово. Како што е традиција, значи црквата и ова година го организира овај настан да се
ние значи ме подружиме, да се активираме, да имаме на еден начин заедничка дружба и после ова мало кратко обраќање, не сакам многу да зборувам, сите сте веќе учесници со повеќе традиција и години. Ќе направиме избор, се надеваме дека правилниот избор ќе го направиме. Ќе ве замолам да нема, сепак да речиме, ние сме луѓе како и вие, секој сака да добие награда, али пак ќе се потрудиме да направиме подобар избор. Нека ни е честитиот Господ благословен празникот, здравје живот нека да Господ. И ова година традиционално како и секоја уназад се приклучуваме на оваа манифестација и учествуваме со торти, со погачи и со најубаво украсено јајце. Се надевам дека како и секоја година и оваа година ќе успееме да избереме најдоброто. Сакам да ви честитам на сите Великден и великденските празници, да ви посакам се најубаво, мир, среќа, здравје и благосостојба. Ви благодарам. На почетокот дечињата се надпреваруваа за најако јајце, при што најако беше јајцето на Софи Таневска. Ако остане некое јајце, ќе се скрши тоа секако. Ако остане цело, добро. Ама ако остане здраво од било која страна, едно, значи ќе ви тој победник. Ако му е скршено од едната страна. Не разбравте како? Да. Сега. Прво ќе удираат од оваа страна. Вториот пат ќе удираат дечињата од оваа страна, што ќе бидат. Ајде сега почнеме. Ево дечињата и било ќе се. Ајде од другата страна сега. Ти остана, така? Добро, чекай, испаѓаш таму. Ајде сега вие. Ама ќе мавате на средина, ајде од другата страна сега заврти го чешо. Сега ти удам, сврти го? Ама на средина мава, убо не накриво, ајде, ти треба ти уште, ајде. Тој пак нема? Да, ајде, испаѓаш и ти. Сега ти дојди од оваа страна. Ќе видите, значи вие две. Ајде сега вие дечиња. Добро, а од другата страна? Добро, остануваш ти, значи... Твојдо се скрши, така? Тргни си се сега на страна. Ајде, дечиња, сега вие. Ајде, че намести го, не, ај, вака, право. Ајде. Добро. Добро, ајде, испаѓаш и ти. Ајде, сега вие. Ајде. Добро, ајде, требаше. Ајде, од другата страна. Добро, испаѓаш и ти. Тие што им се скрши, трнете се на страна. Не со ова. Држи го вака на средина. Вака. Ти ќе маваш? Ајде, кој сака? Ајде, нека мава. Ау, другата. Добро. Ништо. Што го скрши? А од другата страна? Ја да удирам? Пак, ајде, ето, ајде. Од другата страна заврти го. Така. Ајде, доста е за мене. Ајде, доста е, децава нека се радуваат, ајде. Вие чичу? Се кршевте? Ајде. А од другата страна? Чекај. Не. А од тоа скршено беше? А од другата страна заврти го? Ајде сега. Вие чичу? Ајде, чекай ти, остани уште здраво од твоите. Ајде чичу? На средина, ама удри. Вака, совршено удри, ајде. Добро, сега веќе ова се скрши. Ајде. Ништо. Чувај го, Вики. Чекай да видиме сега од другата страна. Ајде вака, заврти. Вики, ама вака право чувај го, мами. Ајде, се удри. На страна не удирај, маме. Не знаете да. Ајде, удри. Добро, ајде го слушам. Ајде видиме се уште вие. Вие останавте? Кој ќе удри? Ајде. Добро, остана, значи, готово, немат повеќе. На втор ден Великден овде во Светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, најмладите христијанчиња дечиња, има еден надпревар на кршење со јајциња и веднаш до мене го имам победникот. Може да ни се представиш, како се викаш? Софи Таневска. Софи Таневска од Кичево, така? Да. Може ли да го видиме твоето јајце? Ајде да го видиме. Значи, ова е најјакото јајце, ова утро овде во Кичево, на втор ден Великден. Кажи ми, дали си среќна што ги победи сите овие дечиња ова утро? Да. Што ќе порачаш ти за Великден на сите наши гледачи? Празници. Да имаат среќни празници, така? Да. Да ни кажеш уште колку годинки имаш? 8. Значи, ти си веќе одиш и на училиште, кое одделение? Трето. Во кое училиште? Во Кузман.
Имаш братче, сестриче? Сестра. Помала или поголем? Поголем. Таа беше овде на учеството со кршење на јајциња? Да. Ама твоето беше најако, така? Да. Ќе се кршиш и со други дечиња денеска со тоа јајце и сигурно ќе им ги скршиш на сите, така? Да. Ајде еден поздрав, Христос воскресе Христ навистина воскресна. за многу години. Во навистина голема конкуренција, жирито за најдобро велигденско јајце го прогласи јајцето на Жанета Милановска-Петреска. За најубава велигденска погача беше прогласена погачата на Маја Карагоска, а во категоријата најубава велигденска торта првото место и припадна на Лилјана Стефановска. Првото место за најубав велигденски цртеж му припадна на Јовица Силјановски. Ќе почнуваме со најако велигденско јајце. Имаше борба долу и најако испадна Софи Таневска. Тука ли? Христос воскресе. Ајде нека те слика Чичковци за вака. Да врти го вака. Така. За велигденско јајце комисијата одлучи да биде за трета награда Весела Кошничка. И остани тука. Држи го Јова. Втора награда за јајце Велигден 2017. Учесникот ќе моли. Нека е честито, од ово се благословено. За прва награда Страдање на Исус. Честито нека да здрави живи. Трета награда Светлина. Светлана. Нека е честито, да се благословено. Втора награда Бајче. Извини се. Нека честито, да се благословено. Така. Прва награда Лиљана. Честито нека е. Чеки. Огача. Трета награда Сонце. Честито. Втора награда Велигденска Светлина. Словено. Стане се себе се сликаш. Прво наградено. Прва награда Маја. Честито. Трета награда за цртежи. Велигденски мозаик. Мозаик. Тука ли е?
Втора награда Света Петка, 28.3.2003. Тука е девојче. Тука е? Нека е честито. И прва награда Исус. На втор ден Великден овде во Светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево беа доделени традиционално наградите за најдобро великденско јајце, за најдобра торта, најдобра погача, за најдобро изработен цртеж на ниво на сите оние учесници кои што учествува на оваа манифестација оваа година. Пред малку разговарав со најмладата моја соговорничка ова утро. Уште еднаш ќе ја замолам да ни се представи. Софи Таневска. Софи, ова е пехарот кој што го доби за најјако јајце. Ти ни кажа пред малку кога се кршевте со јајцињата дека си среќна, дека навистина ете тој благодет да го имаш најјакото јајце од сите јајциња кои што денеска овде беа донесени и учествува во тој надпревар. Кажи ми дали еве и до година сакаш да учествуваш? Да. Сигурно ќе гледаш мама да ти свари и да ти го спрема најубавото и најтврдото јајце, така? Да. Добро. Веднаш до мене имам и уште една соговорничка. Мислам дека тоа беше по цифрата Маја, која што доби прво место во конкуренција на најубава погача. Маја, може ли еве да ни објасниш која беше она тематика кога ја изработуваше што всушност содржеше погачата која што ја изработи оваа година? Па, погачата беше мрсна погача, значи великденска. Украсите исто беа од тесто. И со многу труд и волја, испадна навистина многу добра. И до година ќе смислиме нешто сепак подобро. Ова беше прв пат да учествуваш или имаш? Не, ова ми е втор пат, лани ја освоив трето место со великденска корпа, а годинава прво. Така, честитам уште еднаш. Исто така уште една соговорничка беше наградена за најдобра и најубава торта во конкуренција на сите кои што учествува. Со кои мотиви беше од Великден изработена вашата торта? Со великденско јајце, и на него пишуваше Христово воскресение. Инаку тестото е грилијаш торта со карамел, чоколада и фундан. Ова торта ја спремате специјално само за Великден? Да, само за Великден. Така. Прв пат учествувам. Прв пат и ете првата награда, ова е вашиот пехар. Верувам дека ќе остане во ваше вечно сеќавање ова ваше прво учество и да се видиме сигурно и до година пак. Дај Боже за многу години, честит Великден на сите нека е. Така, овде сега имам уште еден соговорник. Добар ден. Добар ден. За многу години нека ни е Великден. Се закити со прво место во која категорија? Во најдобар цртеж. Така, цртежот со која шифра ти беше денеска? И што имаше нацртано на него? На цртежот имаше нацртано Исус Христос кај што ги пасите овците, кај што се мачи за животот негов. И кажи ми, цртежи имаш и на други тематики или еве прв пат учествуваше на ваков тип на надпревар? Прв пат учествував на ваков тип на надпревар и освоив прво место. Сигурно дека и до година ќе учествуваш. Ти благодарам многу, ти посакувам многу успех понатаму и она што е, можам да речем, ете најкарактеристично така за Великден е великденското јајце. До мене ја имам победничката која што го освои првото место. Ова е тоа, значи, јајце кое што е изработено токму за Великден. Навистина е прекрасно изработено и можам да речам навистина можеби го заслужи првото место. Како е да имаш најубаво јајце во толку убави јајциња ова утро овде во црквата? Навистина сум возбудена. Јајцето го работев скоро 3 дена. Меѓутоа, посебно еве ми е драга наградата. Го освоив првото место. Мотив и за година да учествувам повторно со најубаво украсено великденско јајце. Ова беше прв пат да учествувате?
Да, редовно присуствувам на овој великденски хепенинг, меѓутоа годинава за прв пат нацртав великденско јајце. Уште еднаш честитки и нека е за многу години. За многу години. На крајот, сите производи беа понудени на продажба, а собраните средства и оваа година ќе бидат донирани за изградба на новиот православен храм во Кичево, посветен на светите браќа Кирил и Методи. Во големата сала на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево се одржа традиционалниот великденски концерт на културно-уметничкото друштво Рацин. Капацитетот на салата беше на вистина мал, за да може да ги прими сите кичевчани, љубители на македонскиот фолклор, кои несомнено и оваа година покажаа голем интерес да бидат дел од она што КУД Рацин го има спремано за годинешниот концерт. На сцената се појавија буквално сите членови на друштвото, од најмладите почетници па се до оние најискусните. Со громогласни аплаузи беа проследени фолклорните сплетови, ајдучко, водарки, поречки игри, копачија, драчевка, битолски игри, како и неколкуте изведени народни изворни песни и оркестарски ора. Традиционално, како и секоја година, по повод големиот христијански празник Великден, Културно-уметничкото друштво Рацин од Кичево го одржува својот великденски концерт на втор ден Великден. По тој повод, мој соговорник во Акцент вечерва е уметничкиот раководител, господинот Јовица Блажевски. Господинот Блажевски, за многу години Великден, Христос воскресе. Ова е, реков, традиционален концерт, што еве вие подготвивте вечерва пред кичевчани. Како што кажавте вие, на овој најголем ден за нас, да кажем, христијаните, Центарот за култура, со соработка заедно со КУД Рацин од Кичево, значи организираат еден великденски концерт. Како и секоја година, спремаме некаде околу 90 минути програма, различита програма, коreографии и песни скоро сите крајешта на Република Македонија. Како новитет на овој концерт, можам да кажам дека направивме на соработа со аматерите актери кои се наоѓаат тука во градот Кичево, кои ги имам доволно, така направивме една убава великденска приказка и нарековме великденско видување. Така, освенете тоа како новитет кој што е оваа година, кои други сплетови ќе бидат застапени, дали може би има некоја нова кореографија која што премиерно ќе ја изведете вечерва? Па да, можам да кажам дека овој пат премиерно ќе биде изведена кореографијата Пијанец, која потекнува од пијанечкиот дел и поточно за публиката, поедноставно се каже, кореографијата потекнува од Делчево македонска каменица. Така, и она што би го искористил, еве, твоето присуство тука, нормално дека би сакал да им соопштимете на нашите гледачи, што друго во понатамошниот период би очекувале од КУД Рацин, освен ова што нели традиционално се случува на втор ден Великден секоја година, што да очекуваме понатаму, кои се наредните активности од ваша страна? Значи, КУД Рацин е секоја штука за сите манифестации. Меѓутоа, може да спомнам дека оваа година ќе проследите 10 годишни јубилеј, значи на големиот меѓународен фестивал, така да како едно поголемо издание на една наша презентација ќе биде пред се ќе му даме акцент на тој меѓународен фестивал. Иначе КУД Рацин, како и секоја година, гостува по неколку градови на Република Македонија, неколку меѓународни соработки, така да продолжуваме соработата во исто темпо. Ви благодарам што одвоивте време во овие ваши активности кои што ги имате и ангажмани околу концертот тука во Кичево. Ќе ви посакам успешна вечер, успешно представување пред кичевчани, се разбира успешна 2017 година, секаде каде што ќе представите македонската традиција. Благодарам. Idemo
На традиционалниот великденски концерт овде во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, кој што го организира истоименото културно-уметничко друштво, разговарам и со еден од играорците, кои што оваа вечер ќе имаат чест да бидат дел од оние кои што ќе се представат пред кичевската јавност. Мартин Тренески, добро вечер и Христос воскресна, нека е за многу години Великден. Добро вечер, навистина воскресна, нека е за многу години. Мартин, ти си играорец кој што вечерва кажав ќе се представи пред кичевската публика. Во кои сплетови си учесник вечерва? Вечерва ти се представам јас во сплетот Копачија. Познат традиционален наш кичевски сплет кој веќе го изведуваме од почетокот на од кога е почната ова друштво. Другите сплетови ќе ги покажат моите соиграорци кои исто така вечерва имаат многу за да покажат, многу сплетови, многу ора, исто така имаме и еден дел како представа, да се представи поранешниот живот, како било порано и како е животот денеска. Така. Ќе види народот кичевски. Мартин, сигурно е навистина интересно да се биде член на едно културно-уметничко друштво и тоа на едно успешно друштво кое што е од Кичево. Кажи ми, еве сигурно си имал можност да настапуваш и надвор, значи од градот, нели низ нашата држава и можеби надвор и од Македонија. Веќе како член 10 години во ова друштво имаме настапувано значи во многу држави, имаме настапувано како во соседните држави, така и понастрана во европските држави. Си имаме представено во многу со многу добро ниво. Така, што е она што еве како млад човек би го порачал до твоите врсници, до сите оние кои што можеби не знаат како да го искористат слободното време, кои се придобивките од членувањето во едно вакво културно-уметничко друштво? Сега знаете, многу пати се кажало дека сите се запишувани игрорна само за да одат да шетаат по турнеи, дека игрорците се најшетани. Тоа што сакам ја да го порачам на помладите членови или на моите врсници е тоа да се запишат, значи ако сакаат да играат со срце, не да играат само заради тоа да одат по турнеи, да шетаат или буквално да биде само за шетање, значи да се биде да се игра од срце. Мартин, ти благодарам и ти посакувам успешно представување пред кичевчани и многу понатамошни успешни концерти. Благодарам и на вас, се надевам дека ќе уживаат. Во 90 минути кичевчани можеа да уживаат во прекрасно изведените фолклорни изведби на Куд Рацин и во исто толку прекрасната сценографија изработена специјално за овој концерт. Куд Рацин за оваа година најавува и повеќе турнеи надвор од Македонија. Сдруженијето на бизнис жени на Македонија со седиште во Скопје и Сдруженијето за развој и интеграција на млади роми и ромки преродба од Кичево во рамките на проектот Економска инклузија на младите ромки во општина Кичево организира работна фокус група. Заедничкиот проект на двете организации, финансиран од Европската Унија преку ИПА, Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014, активно го спроведуваат во рамките на носечкиот проект Заедно за успех, млади предприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи. Сдруженијето на бизнис жени од Македонија е здружение кое што работи на економско јакнење на жената и за јакнување на жените во предприемништвото во целост. Она што најмногу сакаме да го работиме и го работиме во моментов е економско зајакнување на жените во Македонија, меѓутоа не само во централните подрачја како што е да речеме Скопје, каде што од прилика све се случува. Она што ние сакаме да го работиме е малце децентрализирање и работа на терен, особено на терен заедно со другите групи како што се ромските заедници, албанските заедници, оние заедници кои што се помалку застапени во политиките во општеството. Ние како здружение работиме на јакнење и на политиките за женското предприемништво.
Во моментов ја градиме стратегијата за развој на женско претприемништво, која што е во последна фаза. Во таа последна фаза ги имаме вклучено заедно и малцинствата, значи жените кои што се од малцинствата да бидат активно вклучени. И тоа не само активно вклучени како жени на работниот процес, значи тука навистина го имаме проблемот каде што жените се малце вклучени на пазарот на трудот, меѓутоа уште помалце се вклучени на полето на претприемништвото. Она што ние сакаме да го направиме е да работиме на зајакнување на жените, особено на полето на претприемништвото, каде што ќе има поголем раст и развој како на економијата, така и на семејните вредности и на економската ситуација во државата. Во моментов сме овдека во Кичево, работиме на проект за инклузија на младите жени ромки, кои што сакаме да ги обучиме и сакаме да ги усмериме како да одат понатаму во животот, да работат на раст и развој на претприемништвото, како во локални рамки, така и на регионални рамки, значи во Македонија, па и во регионот во Југоисточна Европа. Со господинот Емин соработуваме веќе долги години. Се запознавме на нека подобро се запознавме на една обука која што имавме лани. Она која што го видовме овде во нивната работа е препознатливост дека работат заедно со младите и многу им даваат подстрек. Тоа нас не иницираше дека можеме да бидеме соработници, дека можеме да работиме заедно и дека со една интегрирана соработка можеме да направиме многу, тоест можеме да ги насочиме младите да бидат дел од ова општество, значи да работат на зајакнување на општеството. Овој проект во моментов, значи ова е само проект помеѓу нас и организацијата Природба и е мал проект од еден поголем проект кој што се работи во Македонија, кој што е од ИПА програмата. Меѓутоа ова наша програмска активност е заедно со Природба и само за Кичево. Ова е прва фокус група во рамки на проектот, на која учествуваа млади ромки од градска, приградска и рурална средина, невработени и вработени во приватен сектор, државни институции или граѓански организации, или со сопствен бизнис или идеја за започнување на сопствен бизнис. Ние сме основани некаде 2002 година. Активно, како главна цел и општа цел е подигнување на егото на младите роми и ромки, тоест вклучување во системот на институциите, зајакнување околу подобрување на образованието, социјална економска инклузија, ресоциализација и адаптација и еманципација на младите во системот на општеството. Многу ми причинува пријатна чест и задоволство што еве со председателката на Сдруженијето Бизнис на жени во Република Македонија со седиште во Скопје, да овој проект го имплементираме заедно, посебно под називот социјална инклузија на млади роми и ромки. За прв пат во Кичево ми причинува посебно задоволство што овој проект ќе го имплементираме, како што рече председателката, неколку месеци, посебно за вклучување да се обучат младите роми и ромки како да дојдат, значи, до квалификација, до самовработување, вработување кај работодавец и нормално да стекнат некои работни вештини, подигнување на нивните капацитети со нивното образование и да бидат самостојни, а не како досега жената ромка или младите ромки да бидат закотвени во самиот дом. Ние денес на пазарот на трудот имаме доста млади роми и ромки кои стекнале вештини и предприемачи и денес имаат своја екзистенција на пазарот на трудот и се осамостоени како мали трговски занечи и имаат своји, значи, фирми, мали фирми може да речем, и нивниот развој тече и понатака, нивниот прогрес оди и понатака се развија, значи во процесот на економската нивна инклузија. Но ние сакаме со овој проект да постигнеме една значајна добра цел за да им помогнеме и на другите, значи млади роми и ромки, да ги ресоциализираме, да ги адаптираме, да ги обучиме, како што нагласи председателката, да они сами во иднина можат да отворат свој сопствен бизнис, да ги искористат мерките на влада на Република Македонија, како до самовработување, вработување и кај познат работодавец да најдат
свое лепче за да можат во иднина да екзистираат. Покрај тоа, ние неодамна исто така имаме една значајна манифестација Денот на ромите во светот, каде што го одбележавме исто така со пригодна програма, со поетска вечер на роднокрајни поети и писатели и културно-уметничка програма. Но тоа дадовне еден поттик дека покрај социјалната и економска инклузија и предприемништво на нашата популација, ние се стремиме кон промовирање и афирмирање на ромската култура и културните вредности на ромите, затоа што околу културата многу значајни белези се изгубени во минатото, но ние денес се стремиме истото тоа да го подигнеме, да ја подигнеме таа култура, да ја подигнеме свеста на младите дека секоја заедница, секој етноникум си има своје минато, си има своја сегашност и си има своја иднина. Сето ова што го набројав, сметам дека со Сдруженијето Бизнис на жени на Република Македонија, како заеднички партнер покрај овој проект, што денес ние го реализираме и ќе трае неколку месеци, ние сметаме во иднина наредните активности, сите млади кадри и возрастни лица кои го немаат до завршено основното образование, кој е основен параметар за нивниот понатамошен живот, а и средното образование исто така кој не го довршиле, наредниот проект, наредните активности ќе ги продолжиме, со нова целна група да си го дозавршат, со нов проект си го дозавршат своето образование, со тоа што ќе стекнат вештини за пазарот на трудот, а и за себе да се изградат, за може да бидат успешни во својот живот. Благодарам на сите чинители, за сите засегнати страни кои ни помогна овој проект да го реализираме, а идните исто така проекти кои ни се во план и програма да ги реализираме. Благодарам на сите медиуми кои денес не удостоија со нивните представници да го рекламираат овој проект пред јавноста, пред кичевчани и пошироката јавност. Благодарност многу. Се надевам дека ќе најдеме и понатака заедничка соработка со сите медиуми кои ќе не поддржуваат да го промовираат, да рекламираат да ги промовираат и активираат нашите активности и во иднина. Благодарам уште еднаш од мене и благодарам на учесничките кои денес не удостоија. Се надевам дека во поголем број во иднина ќе ни дојдат. Проектот ќе трае неколку месеци, при што целта е да се направи спој помеѓу државните институции, приватниот сектор и младите ромки од Кичево за вработување или самовработување. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Акцент. Со нови содржини се гледаме за точно 7 дена. Довидување.